Дозволете ми на почетокот да го изразам своето задоволство, што денеска имам можноста во името на владата на Република Северна Македонија да го подпишам аранжманот за спроведување на заедничкиот акцијски план за борба против тероризмот по Западен Балкан помеѓу Европската комисија и органите на Република Северна Македонија. Соочени со голем број на кризи, закани за мирот, стабилноста и безбедноста, а особено со закана од тероризам и насилен екстремизам, неопходно е наше заедничко делување и обединување во меѓународната коалиција за борба против тероризмот. Од тие причини, современите безбедносни предизвици, геополитички случувања, бараат и соодветен одговор, посветеност, но и конкретни и јасни насоки на постапување. Нашата идна агенда за борба против тероризмот е всушност содржана во заедничкиот акцијски план за борба против тероризмот кој денес го подпишуваме. На овој начин, преку дефинирањето на приоритетите, но и конкретни активности кои ќе ги реализираме во текот на 2023 и 2024 година, заеднички ќе допринесеме до градење на државни отпорни на закани од тероризмот, а со тоа ќе обезбедиме мир и безбедност на нашите граѓани. Истовремено, овој документ е израз на заложбата на Европската Унија и Република Северна Македонија за заедничко действување преточена кон јакнење на капацитетите за борба против тероризмот, размена на информации и споделување на најдобри пракси. Ја користам оваа прилика да истакнам дека Република Северна Македонија и понатаму останува конструктивен партнер на Европската Унија и продолжува да ги имплементира најдобрите европски стандарди во борбата против тероризмот. Во остварување на оваа цел, нашата држава има изградено соодветен институционален капацитет кој може да одговори на предизвиците. Покрај државните институции кои се вклучени во борба против тероризмот, би сакал да истакнам и улогата на Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризмот, кој што го предводи национален координатор и обединува на едно место 22 државни институции кои со своето делување можат да придонесат во борба против тероризмот и насилниот екстремизам и чија основна задача е следење и анализа на состојбите, трендовите на регионален и глобален план во превенцијата од насилен екстремизам и борба против тероризмот. Со оглед на неговиот меѓуагенцијски состав, во негова надлежност е и следењето на имплементацијата на стратешки документи од оваа област, меѓу кои заедничкиот акцијски план кој што денеска го подпишуваме. Во фокусот на нашето заедничко действување како приоритети ги поставивме ефективната размена на информации и зајакнување на оперативната соработка, подобрување на капацитетите за справување со терористички содржини на интернет, како и понатамошното јакнење на капацитети за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам. Истовремено ќе се стремиме кон унапредување на правната рамка за борба против тероризмот, како и нејзино ефективно спроведување преку истраги, кривично гонење и соодветно казнување на терористичките дела. Согледувајќи го значењето на превенцијата и потребата од проактивно преземање мерки за справување со насилниот екстремизам, заеднички дизајниравме мерки за зајакнување на отпорноста на локалните заедници на влијание на насилниот екстремизам, користејќи пристап на вклученост на целото општество. Во овој сегмент ќе се посветиме кон понатамошното јакнење на капацитети на локалните совети за превенција, локалните мултидисциплинарни тимови и тимови за акција во заедниците од аспект на превенција на екстремизмот и реинтеграција на вратените странски терористички борци и нивни семејства. Изложеноста на нашата држава кон закани и ризици кои произлегуваат од насилниот екстремизам и тероризам, дополнети со феноменот на странски терористички борци, прават овие транснационални закани да се врвни приоритети во земјата. До сега преземавме низа конкретни активности кои на терен се спроведуваат со широк фронт на чинители, вклучително и представници од верски заедници, локална самоуправа, граѓанскиот сектор, и длабоко сум убеден дека мерките и активности кои заеднички ги дизајниравме во наведениот акцијски план дополнително ќе придонесат и за ефикасно спречување и борба со насилниот екстремизам, што може да доведе до тероризам. Главни карактеристики на заканите со кои се соочуваме се непредвидливост, динамичност, асиметричност, хибридност и транснационалност со тенденција за предизвикување на кумулативен ефект во регионалната безбедност.
Од тие причини ја поставивме меѓународната соработка како императив во нашето действување. Во тој контекст, како особено значајна ја посочувам поддршката од Европол, вклучително и преку ЕУ единицата за интернет при Центарот за борба против тероризмот, која преку помош, обука и експертиза ќе ги поддржи капацитетите на нашите институции за справување со онлайн терористичка содржина. Истовремено, користејќи ги воспоставените канали за соработка, ќе јакнеме соработката со Европол преку поефективно користење на производите и услугите на Европол, конкретно поврзани со истрагите за борба против тероризмот и воопшто ќе ја зајакнеме размената на информации поврзани со тероризмот. Посебно сме свесни за потребата од заштита на критичната инфраструктура и затоа донесувањето на Законот за критична инфраструктура во согласност со рамките на Европската Унија за отвореност на критични објекти го поставивме како еден од приоритетите за наредниот период. Заедничкиот акцијски план што денеска го подпишавме е продолжение на активности кои произлегуваат од заедничкиот акцијски план кој го подпишавме во октомври 2019. Наведените клучни документи имаат за цел да придонесат за системско, континуирано јакнење на институционалните капацитети и поуспешно интегрирање на Република Северна Македонија во Европската Унија преку споделување на исти вредности. Сакам да истакнам, изразам свое задоволство што нашата држава заедно со нашите пријатели од Албанија успешно чекорат во пристапните преговори со Европската Унија. Самиот процес на пристапни преговори бара градење на наши институционални и административни капацитети, за што несомнено ќе придонесат и активностите од заедничкиот акцијски план за борба против тероризмот. Ја користам оваа прилика да изразам својата благодарност кон Европската комисија и воопшто кон нашите партнери од Европската Унија за нивна подготвеност да и помогнат на нашата држава во зајакнувањето на националните капацитети за справување со насилниот екстремизам и тероризам, а со тоа и кон обезбедување на мир и просперитет на нашите граѓани. Ви благодарам.